Фарие Асан со семејството живее во скопската населба Шуто Оризари. До пред 3 години живееле во странство. Едната ќеркичка е родена во Италија, а другата во Германија. По враќањето, Фарие завршила обука и добила сертификат за негувател на стари лица и оттогаш е во таа професија. Има доста такви, значи, што сака да го добијат сертификатот и да заминат до тука за да работат во странство, ама еве, одлуката беше на мажмин, ние да останеме тука. Се вративме и почнав тука да работам. Сепак и тука е добро. Наутро заедно со сопругот има време да им се посвети на децата пред да и започнат работните обврски. Кај некој корисник имаш само да пазаруваш, да му однесеш, кај некој имаш да зачистиш по дома, да им одржуваш, да им готвиш, доручек да им спремаш, одење во амбуланта, пишување на рецепти, земање упати, тоа. Фарие има вкупно 8 стари лица за кои се грижи. Ги посетува 3 пати неделно по 2 часа. Пред неа е ден во кој треба да посети 4 од корисниците. Сите живеат во различни делови на Скопје. Ова е скопско маџирмаало, во кое живее 71 годишната Маријана Лазева. Маријана, здраво. Здраво. Таа неодамна ја оперирала раката, па помошта и е добре дојдена, но признава дека најмногу и треба пријателство. Би почина снајка за син. И ми ја потполни точно таа празнина со навистина голема љубов, што јас знам да дарувам љубов, али бе во една голема депресија и многу им благодарам што навистина јас малку живнав, што вика мојата докторка да те вратам во позитивната Маријана и сега сум добра. Како се децава? Лазева и самата има внука која работи во Брисел и смета дека младите треба да си градат кариера таму каде што им е најдобро. Но сепак е среќна што негувателката Фарие решила да остане. Младите како Фарија, јас мислам дека ни требаат. И многу како Фарија. Маријана Лазева воопшто не би ја запознала Фарие ако таа не завршила обука за негувателка на стари лица во земјава. Таков 4-месечен курс спроведува Сдруженијето Хуманост, кои си го плаќаат или самите кандидати или донатори, меѓу кои и државата. Но во Хуманост имаат ваков проблем. Си замина на средолука за странство. Си замина странство. Ние, девојка, која што исто така работеше, таа се слика од терен, меѓутоа зашо? Во Германија и таа? Да. Сепак дел од нив се враќаат, дел од нив остануваат, меѓутоа и таму не е лесно. Негуватели им заминуваат, иако на голем дел од нив обуката им ја плаќа државата, за полесно да си најдат работа. Сметам дека треба да се најде модул кој што државата, иако инвестира во нив, исто така тие да вратат со тоа што ќе бидат обврзани по завршување на едукацијата, доколку им се понуди работа, да истите да не ја одбија. Една обука од 4-месечна е 30.000 денари. Во крајен случај, доколку вие едноставно не сакате да работите иако ви е понудено работно место, треба да ги вратите парите од таму кој што сте ги добиле. Во Агенцијата за вработување велат дека преку обуките создаваат кадри за потребите на домашното стопанство. По добивањето на сертификатот, во земјава се вработуваат до 50% од обучените, што го сметаат за висок процент. Сепак, иако голем дел од останатата половина заминуваат во странство, државата нема механизам со кој би ги обврзала да останат и покрај тоа што ги финансира обуките. Секое невработено лице има подеднаков пристап во спроведување на обуки со цел истите да бидат полесно вработливи на пазарот на труд. Ние не можеме на невработените лица да им го скратиме правото да учествуваат во обуки, во активни мерки и политики за вработување и да бидат учесници на пазарот на труд. Во суштина тоа е наша примарна цел. Без разлика дали се спремаат за домашниот или за странскиот пазар на труд. Граѓаните, врз основа на нашите повици и посредувања што ги правиме, учествуваат во активните мерки. Ние ги подготвуваме тие да бидат лесно вработливи и конкурентни на пазарот на труд во Република Северна Македонија. Еден од најголемите корисници на услугите на Хуманост е општината Центар.
Со нивниот проект за грижа на постари лица, во моментов помош добиваат околу 100 жители на општината, чии блиски најчесто се иселиле. Уште поголем проблем е што веќе голем дел се на некој начин отидени во странство и веќе имаат направена одредена база и сега многу полесно ги повлекуваат сите останати. Така да тоа е голем проблем, бидејќи навистина и во овој проект и во многу останати ние ќе обучиме луѓе да после година-две мора да заминат. Повторно пожар во хуманост. Така во Сдруженијето ја нарекуваат ситуацијата кога ќе им замине некој од негувателите, па мораат да прават комбинации за да ги покријат сите корисници. Од 60 лица вклучени во обуките, останале со 10 негуватели. Емилија Робановска смета дека хонорарот што го нудат е во рамките на домашниот стандард, а самата работа дека не е тешка. Кај нас работат со оптимално со 6 корисници во тек на неделата. Тоа значи 3 корисници во тек на ден. Тие тројца ги поминуваат понеделник, среда и петок по 2 часа, значи ефективни работни часа со негувател со корисник им се 6 часа. Тие земаат 15.000. Оваа подпросечна плата за повеќето млади во земјава не е доволна. Таков е примерот на 33 годишната Јованка Антовска, која потекнува од тетовско жилче, а речиси 6 години работи во дом за стари лица во Франкфурт, Германија. Вели дека таму има голем недостиг од негуватели и медицински персонал, што се пополнува со кадри најчесто од балканските земји, а заработувачката достигнува и до 2000 евра месечно. Се работи 7 часа на ден, условите се многу добри, старечкиот дом изгледа како хотел. Дали размислуваш за враќање во Македонија? Не. Зошто? Затоа што тука е мојот дом сега, се осеќам исполнето, тука се заработува навистина подобро од Македонија. И подобро се цени. За разлика од Јованка, негувателката Фарие Асан смета дека приходите во земјава и се задоволителни. Таа заврши со дневните обврски кај нејзината тетка Маријана во Маџирмаало. Дали размислувате во иднина повторно да заминете во странство да живеете и да работите? Можеби. Не се знае никогаш. Зошто би заминали, на пример? Зашто би заминала? Валјда би заминала од тоа што од финансиски причини. Сега за сега финансиските средства ми се доволни тука. А за понатака не знам. Како ќе биде? Не знам. Македонија демографски старее, што значи дека ќе има се повеќе работа за негуватели на стари лица и кај нас. Но ќе има ли кој да ја работи? Ајде, чао, 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 чао.